Со несмалена жестина продолжуваат културните настани во Домот на културата Иван Мазов Климе. Вечерва присуствуваме на концерт на флейти, наречен како барокни игри. И еве покрај мене се двете дами. Морам да прашам Силвана, дали ова спој на искуство и младост или на младост и искуство? Како и да го кажете, нема да сгрешите. Важно е спој, што е многу важно. И за мене представува голема гордост, што во моментот стои до мене една моја бивша ученичка, доста успешна ученичка, уште во времето кога беше во мојата класа, и се разбира продолжи понатаму со голем успех и стигна до таму докаде што е на многу високо ниво. Јас не случајно ги одбрав овие композиции од стари мајстори, барокни игри, така ги нарековме со билето, затоа што како прво барокот како музичка уметност мене ми е еден од омилените епохи. Го сакам барокот да го слушам и да го свирам, затоа што е препон со орнаменти, со многу испреплетени немирни мелодии и со една моторика, а тоа на некој начин ја потсетува и на самиот живот. Животот е препон со орнаменти, нема застанување во животот, постојано нешто се случува и така натаму. Сега барокните игри вечерва, јас и билето, се надевам дека ќе ги представиме во наше добро светло. Во моментот јас сум тука, таа е во Скопје, немаме многу можност да работиме заедно, но нашиот професионализам си го каже своето. Со неколку проби ние успеавме и да ги снимиме во студио овие 16 игри и вечера сакаме да ги представиме пред публиката. Да направиме некако еден спој со музика, со слушање, со оживување на нотите кои ништо не значат доколку се во фиока затворени или во самата книга. Кога ќе ги оживееме на ваков начин, ќе станат нешто посебно. Прочитав овдека во флаерот, имате специјални гости на концертот. Да. Дали можеби тоа се вашите заменички? Може да се каже, да. Никогаш не се знае со младите. Гостин ќе ми биде Илина Ристова, моја ученичка сегашна од 4-то одделение. И таа во моментот е на многу добар пат, само што заврши државниот надпревар во Македонија и се одржа кај на Световадарци и таа е прво наградена. И посакувам многу успех понатаму. Морам да прашам, вчера имавме еден концерт малку поиников од ова класика, нели беше тоа етно джез концерт, да. Меѓутоа во групата која што не беше најгости од Словенија, членуваше и вашата ќерка. И сега таа не негира дека го сака, ја сака класиката, меѓутоа преферира сега нели овие помодерни звуци, така да ги наречам, во комбинација со класика. Па, младите треба да експериментираат, да осознаваат, да компонираат. Не значи дека ако се завршиле факултет за музичка уметност, класика, одсек дека треба целиот живот да го посветат на класиката. Музиката е многу широко поле. Може многу работи да се работат со музиката. Сад баш тука ќе прашам Билјана, бидејќи ги спомнавме по младите, експериментираш ли ти со музиката? Па видите, јас се движам во два правци. Покрај флейтата сум дипломирани оперски пејач. Пак ги вметнувам и двата вида на изведба, и флейтата и оперското пеење, па правиме една композиција уметничка и музичка со делувањето во двете насоки. И сакам да кажам дека многу се радувам и огромна е честа што вечерва сцената ќе делам со мојата прва наставничка по флейта, професорката Силвана Чулева-Атанасова, која што ми го даде мене правецот, ми даде една одлична, голема основа и многу повеќе од тоа. И верувајте, неколку пати животот ме носеше кон одлуки да се откажам од музиката. Првиот пат с професорката Силвана ме врати и мислам дека направи голема работа со тоа и тоа што сум јас денес флейтистка, професорката Силвана има многу голем удел.
Многу се радувам заради тоа што вечерва ќе слушнеме уште една млада флейтистка. Ние сакаме да им даваме простор на младите уметници, на младите флейтисти, затоа што само со поддршка и да им покажеме дека сцената е нивниот дом, па на наше заедничко уживање ќе музицираме вечерва за вас. С оглед на фактот што потекнуваш од музичко семејство, како звучи да се спојат флейта и труба, например? Флейта и саксофон. Саксофон. Да. За жал со брат ми досега не сме направиле концерт заеднички со Даме Камчев. Ете, се случуваат некогаш некои работи да се случат спонтано, ние дома заеднички музицираме, но еве ветуваме дека ќе направиме концерт тука дома и во таа комбинација. Симона, морам да те прашам, дали ученичката е надмина професорката? Ова ученичка? Да. И сега какво е Тоа е чувството целта. на професорката кога ученичката Па ја многу надминува? чувството, тоа значи мој успех. А и така треба да биде. Утре истото на тоа треба да го прави, да се чувствува убаво кога, доколку се занимава со просвета, незините ученици да ја надминат. Тоа е убавината. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.